Гледате ново издание на ТВ магазинот Трилинг. Во мигот од новата посета на претседателката на Европската комисија во Скопје и 3 дена по настапот на шефот на македонската влада во Салцбург, Австрија. Во јули пред 2 години фон дер Лајен во македонскиот парламент. Европа ве чека. Вашата земја е на пат да стане членка на Европската унија. Тоа го сака младата генерација. Европската унија не е целосна без Северна Македонија. Тогашните пратеници на ВМРО ДПМН пред усвојувањето на францускиот предлог на своите гради бунтовно ги има испишано најпатриотските и македонски пораки. 2 години потоа, премиерот Мицковски на панел во Австрија со помалку иронична интонација побарал. Ако Преспанскиот договор беше ремек дело на европската дипломатија, нешто брилјантно, зошто да не го реплицираме? И уште испоставил и реципроцитет. Зошто да го смениме македонскиот устав во време кога Бугарија не го прифаќа тамошното македонско малцинство? Фон дер Лајен и Мицковски пред себе имаат полни целосни мандати да учествуваат во новите тектонски и геостратешки потреси во Европа. Што мислите? Кој и како ќе ги надживее? Политичко прашање се уставните промени да се вметнат бугарската заедница на уставот, но има доста дел што треба да се сработи во сите поглави, во сите области. И мислам дека веќе и албанците сакаат, освен правична застапеност, да се запази на критериумот квалитет. Да, предизвици постојат, особено кога сте припадник на некој од помалите етнички заедници, особено кога треба да се вработите, бидејќи јас сум се соочила со истото прашање. По-логично е дека може да и полесно може да функционира коалицијата ВМРО и ВЛЕН, отколку ВМРО и ЗНАМ. ЗНАМ, мислам дека на почеток играат на националистичка карта, понекогаш било спротивно на европскиот пат, со европскиот пат, значи токму таа влада беше на Ахмети и Груевски. Со секоја промена на гарнитурата најавуваме реформи во македонскиот образовен систем. Па искрен да бидам, дури не знам дали најавуваат некако образованието никој не го есапи за озбилна приказна, така едноставно никој не се бави со каде треба да биде високото образование денес. Во Македонија не е направена ниту една евалуација на ниту еден универзитет, факултет, институт. Точка. Во Македонија има можеби 5-6 професори што се меѓународни евалуатори, никој не ги вика да направат ништо, а никој не спроведува никаква евалуација. Сепак сметам дека и во помалите градчиња постојат можности за да се најде работа и да се вработите. Следете Трилинг, а мој вечерашен прв соговорник ќе биде Изет Меджити, вице-премиер и министар за животна средина. Добре дојдовте во емисијата. Фала вам поканата. Господин Меджити, дали посетата на високата европска представничка фон дер Лајен треба да ја сметаме како утешителна или стимулативна откако Албанија ги почна преговорите со Европската унија? Мислам, добре и почести посети и тие тука и бити тоа е во приоритетите на владата. Ова влада е проевропски ориентирана. За чекориме по тој пат и да фатиме чекори со Албанија и со другите. Кога велите дека оваа влада е проевропски ориентирана, зошто се уште сме во статус-кво позиција? Дали уставните промени се главната пречка или можеби недовршените домашни задачи? Политичко прашање се уставните промени да се вметнат бугарската заедница на уставот, но има доста дел што треба да се сработи во сите поглави, во сите области. Во кој дел? Па скоро се, мислам, администрација, животна средина, правна држава. Може ли да се доближиме до европските стандарди? Може ли да зборуваме за правда и правна сигурност кога во Македонија се помилуваат наркобосови и криминалци? Не ги знам деталите, слушнав нешто, но за тоа председателката тука сум за да зборам во име на владата. ВМРО ДПМН до сега беа остри критичари на Преспанскиот договор, но сега премиерот Мицковски вели дека тоа е брилјантна спогодба. Дали владата и пред се премиерот ја подготвува домашната јавност за компромисно решение и внесување конечно на бугарите во уставот?
Мислам дека до сега никој не оспорил дека бугарите треба да бидат дел од уставот, туку работава е во деталите, да нема нови барања, да има некаква гаранција дека тука ќе заврши. Иначе во принцип сите се за тие се фактичка состојба тука, присутни тука, ги има и на последниот попис и зошто да ги нема и како заедница, значи заедно со другите заедници во државата. И сакам да потенцирам дека граѓаните тука и државата нема друга алтернатива. Единствена алтернатива е Европската унија и затоа работиме интензивно и со нашите стратешки партнери и внатре во владата да се најде најдобриот и најкраток пат, мислам да стигне до оваа цел. Кога велите дека бараме гаранции, како влада барате гаранции дека уставните измени ќе бидат последниот чекор за деблокада на македонскиот пат кон Европската унија, дали тоа значи дека се сомневате на ставовите на нашите меѓународни партнери кога велат дека веднаш по изгласувањето на уставните промени ќе има отворање на македонскиот пат кон Брисел? Не, ја верувам во ова дека стратешките партнери мислат добро на државата и на сите граѓани тука. Зошто тогаш барате гаранции? Какви гаранции барате? Работиме на тоа и денешниот состанок и секојдневно работиме да се испеглат и да се најде најдобриот начин да чекориме кон Европска унија. Што значи ставот на коалицијата Вреди и деновиве го слушнав мислењето на Таравари дека имаме временска рамка од 6 месеци конечно во тој период да се изгласаат уставните промени. Што доколку не се спроведат измените на уставот? Не, јас сум оптимист. Мислам дека и Таравари сето тоа оди во прилог за побрзо решавање на прашањето, бидејќи нема друго решение, тоа е единствена алтернатива. Вие во едно интервју велите Европската унија е услов над условите за Вреди во владата и на албанците. Дали сте спремни да го условувате лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Мицковски? Ако во ситуација кога другиот коалиционен партнер, знам, народски кажано, не ве есапи. До тој степен што сметаа дека и дури ако ја напуштите владината коалиција, владата предводена од ВМРО ДПМН и знам, ќе може да функционира. Можеби во меѓувреме ќе се најде и трет коалиционен партнер од албанската етничка структура. Кој? Ќе измислат некој? Друго е, мислам, знам да по-логично е дека може да и полесно може да функционира коалицијата ВМРО и ВЛЕН отколку ВМРО и знам. Бидејќи теоретски е можно, но практично немала влада од 90-тите и ќе нема влада во Македонија каде што не се албанците. Без втората заедница присутна во владата. Значи првата заедница се доста представени и доволно представени преку ВМРО ДПМН, така да нема потреба од вакви размислувања, комбинации. Ние сме влезени сериозно, искрено, транспарентно, работиме на целите утврдени на почеток, тоа е борба против корупција, правна држава, економски развој, децентрализација и тоа го правиме. Значи 100 милиони евра веќе се доделуваат на општините без разлика на нивната политичка припадност или од каде потекнува градоначалникот. Ја бев на канцеларија, тука беше градоначалникот на Кочани, од тука одам во Теарце, сето тоа, значи, во интерес на граѓаните, без разлика на политичката провениенција и работиме интензивно на овој план. Знам, мислам дека на почеток играат на националистичка карта, не знам што им треба, бидејќи не е својствено за нив, бидејќи произлегуваат од Социјалдемократскиот сојуз, до вчера се бораа за граѓански концепт, од еден екстрем на друг, но тоа е нивно право, нивно размислување. Мислам дека последно време, посебно за балансерот, имавме координација со министерот Минчев и пред јавноста, значи имаше унифицирани ставови и став и од премиерот, и од мене, и од Минчев во однос на балансерот, дека правичната застапеност е уставна категорија, балансерот е со изминат рок, треба да најдеме нов механизам, нов правен
правно да се реши законско решение за правичната застапеност на сите заедници во Република Македонија. Како ќе функционира новиот закон за правична застапеност? Прво, се работи за уставна категорија, и тоа е над законот и над механизмите како што е балансерот. Мора да се почитува уставната категорија дека треба да има правична застапеност на сите заедници во јавната и државната администрација. Работиме, веќе се формира работна група која што ќе најде законско решение кое што ќе го испочитува ова уставна категорија за правична застапеност и квалитет, но воедно да не се коси со уставот и да не им дадеме пак можност или прилика во Уставен суд да се укине. Туку тоа да биде најдобро и долгорочно решение за да има правична застапеност, но воедно и квалитет на новите што ќе бидат вработени во јавната и државната администрација. До кога може да се очекува усвојување на новиот закон за правична застапеност? Мислам дека брзо. Прво имаше и став и од министерот дека сето тоа што е отворено ќе оди по принципот на балансер. За другото, ќе одат со политички договори меѓу партнерите, да се испочитува ова уставна категорија, бидејќи има една анализа и од бившиот министер за администрација, од редовите на ВЛЕН, тоест од алтернатива, каде што покажува и докажува дека правичната застапеност одела со побрз интензитет, со политички договори, кога немало балансер, отколку кога имало балансер, тоа од 2015 па навака. Мислам дека работната група ќе се во неа, ќе има и професионалци, ќе има луѓе од универзитетиве тука, експерти од областа и ќе дојдеме до најдобро решение и што ќе биде најдобро и долгорочно решение. Кога сме кај правичната застапеност, сега вас ве прашувам, колку македонци имате во вашиот кабинет? Или колку во вашиот кабинет има вработено Србин, можеби, Влав? Во Министерство за екологија мислам дека има повеќе од доволно. Што значи тоа? Тоа значи дека има 200 вработени, сигурно повеќе од 100 се македонци. Кога Са Срби, други, мислам треба да навлезам во тоа, да анализирам, но како ќе изгледа правичната застапеност во секторот кога кај Артан Груби додека беше вице-премиер се вработија 90% албанци без соодветна сразмерност? Зарем македонците не ги интересира, например, пржинскиот договор? Вака, мислам, се креира погрешна перцепција. Во политиката е многу битна перцепцијата. Значи, кога немало балансер, и ова била само уставна категорија, на почетокот, имало секретаријат за имплементирање на Охридскиот договор. И идејата беше, таму се отвара конкурси, се вработува албанците тука, се филтрира, се вработува тука и од тука после се прераспоредуваат по државните институции каде што ги нема воопшто и ги има само малку. И затоа, не треба сега да се прави лажна перцепција дека таму ги има само албанци. Тие албанци не се за политички систем или за рамковен. Тие се таму привремено вработени за да се прераспределат по државната администрација. Ја ќе поставам обратно прашање. Како и покрај тоа што е уставна категорија, и покрај тоа што имало балансер, има одредени сегменти од државната и јавната администрација и покрај тоа нема ни еден албанец. Како е што во специјалната единица Тигри или во некои други институции, затоа мислам треба да работиме на тоа, да има законско решение и без разлика кој е директор, кој е министер, кој раководи моментално со институцијата, треба да биде еднаков кон сите и да припази, да го испочитува тој нов закон за правична застапеност и тогаш имаме рано. Се согласувам дека на почетокот за албанците беше многу битно само квантитетот, да бидат присутни во јавната и државната администрација, но со време еволуираат состојбите и политички и кадровски и мислам дека веќе и албанците сакаат освен правична застапеност да се запази на критериумот квалитет,
Бити сакаат, ако се вработи албанец, да се вработи тој што е најшколуван, најподготвен, бити тој утре, задутре ќе може најдобро да ги служи граѓаните. Се заговара реформирање или реформа во безбедносните структури. Се чини дека, како да вие говорам, како коалиција вреди, останавте настрана во делот на реформа во безбедносните структури. Што е вашиот став во однос на спојувањето или ваквиот досегашен принцип на функционирање на АНБ и Агенцијата за безбедност и националното разузнавање? И тука сакам да објаснам, бидејќи на граѓаните па им не им е и задача, значи да ги следат сите детали. Ако се однесува до Агенцијата разузнавање, значи тоа што е кај претседателот на државата, и во минатото, значи немало представник од ДУИ или некоја албанска партија таму. Значи и директорот и заменикот биле од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа што едниот бил албанец, но тоа не бил делегиран таму од албански партии, туку бил дел од Социјалдемократскиот сојуз. Затоа и нашиот договор при формирање на владата е сето тоа што имал Европскиот фронт. На Европскиот фронт, значи албанските ДУИ и другите албански партии, тоа го наследува и ќе има представници од ВЛЕМ. Но ние не можеме да претендираме да ги замениме и албанците кои што биле од Социјалдемократскиот сојуз, како што било случај во Агенцијата за разузнавање. Значи, сакам да објаснам. Во Агенцијата разузнавање, кај претседателот на државата, и во претходните 8 години немало представник од албанските партии. Имало албанец, но тој бил од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Во АНБ, значи, имало заменик албанец, се уште има и сега има заменик албанец, кој што е професионалец близок до ДУИ и другите структури. И мислам дека и тој ќе се замени, како што се замени директорот, скоро време ќе се замени и ќе има заменик директор албанец, кој прво ќе биде професионалец, но не мора и да биде политички представник на ВЛЕМ. Туку треба да Што е вашиот став? Дали треба спојување на овие два сектори? Размислуваме, работиме на тоа, информирани сме за тоа, значи тоа оди во бидејќи веќе Македонија е дел од НАТО, претендира да биде дел од Европска унија и полека, значи, ги фаќаме тие стандарди и тие модели на функционирање, значи, со нашите партнери. Да не биде тоа распространето на неколку делови, малце кај претседателот, малце во тука, па малце во одбрана, туку моделите кои што функционираат, мислиме дека да ги усвоиме и функционираат и во нашата влада. Не го чувствувате како влада како своевиден И плюс, значи, за прв пат, значи, во историјата на оваа држава, напротив, значи, сме навлезени и во безбедносниот сектор, значи, УФР прв пат има директор албанец. Тоа го немало ни ДУИ, ни никој порано, тоа го има прв пат, значи, вреди во коалиција со ВМРО ДПМНЕ во оваа влада. Има и јавни реакции од челниците на ДУИ дека албанците во Македонија имаат и други патишта за Европската унија. Ве враќам повторно околу македонскиот пат кон ЕУ, бидејќи велите дека еден од приоритетите што побрза интеграција кон Европската унија. На што ви звучи ваквите најави од интегративците? Дали и за вас и не дестимулирачки поракате дека ако Македонија до пред неколку години важеше за лидер од земјите во регионот кон Европската унија, сега драстично заостанува. Бевме во пакет со Албанија, На кој години мислите? На 2004-та? Тогаш лидер што бевме и не го фативме чекорот. Или сигурно не мислите на владењето на ДУИ со Никола Груевски 11 години. Мислам, ако некош било спротивно на владата, спротивно на европскиот паток, со европскиот пат, значи токму таа влада беше на Ахмети и Груевски. И тогаш беше целосно изолирана нашата држава. Зборувате за владата на Никола Груевски и Али Ахмети, во која и вие партиципиравте лично? Да, ја бев градоначалник. Значи, и не го спорам тоа, имам дел од вината, но не мислам дека имам иста одговорност како лидерот на партијата и се тоа.
Но ако сакаме значи да ги отвориме картиве, да ги отвориме. Мислам дека токму кога дуи биле послави, повеќе добиле граѓаните, албанците и државата. Дали ако Како што е пример, значи тоа не беше случај додека бевме на коалиција со Никола Груевски. Кога паднавме на 10 пратеници, се зачлени Македонија во НАТО. Стана дел од НАТО. И сега, мислам, истото ќе се може да се случи, оти тоа не се случи во последните 8 години. Имаше декларативно, имаше изјави убави, но ни милиметар не зачегоривме кон Европска унија. Така да, мислам дека може истото да се случи овој пат, кога дуи се слаби, граѓаните и државата се поопајаки. Токму во однос на евроинтеграција. Ако продолжи стагнацијата на македонскиот пат кон Брисел, постои ли опасност од внатрешни турбуленции во државата? Ние сме дел од НАТО, ние сме партнери со членките на НАТО, ние сме гарант дека ова влада оди на добар пат и проевропски чекори и јас сум оптимист дека и ќе чекориме и ќе го заокружиме тој пат во интерес на граѓаните и државата. Ако во наредните 6 месеци не се изгласаат уставните измени, ќе напуштите владината коалиција? Не сме влезени да напуштиме. Значи, работиме секојдневно и мислам дека во врвните приоритети е евроинтеграција и уште еднаш кажам дека немаме друг пат. Единствен пат на овие граѓани и државата е евроинтеграција и мислам дека секој ден работиме во таа насока и ќе заокружиме успешно. Што значи дека како да си легнавте на брашното, како ќе ви диктира Мицковски, така ќе функционирате? Што диктира Мицковски? Па бидејќи предходно предупредувавте и на некој начин се заканувавте ако нема уставни промени ќе напуштиме владината коалиција. Сега кога навлеземе значи во изборна кампања можеме и за другите кои што кажа и да анализираме, но во истата кампања ние имавме повеќе приоритети. Значи на ова работиме, но резултативе не се видливи, но исто така се заложивме и за борба значи кон казино бизнисот, каде што веќе има видливи резултати. Еден од столбовите или договорот за новата влада беше и децентрализација и значи се случува револуција во секоја општина, значи за месец-два ќе се види значи сегде каде што се решаваат конкретни работи за граѓаните, за подобар стандард на граѓаните и мислам дека и на тој начин ние не можеме да збориме за цело време за Европски фронт, ЕУ стандарди, а луѓе да ги оставиме да се бават се уште со канализација и водовод, немаат вода за пиење. Идната година следуваат локални избори. Ќе настапите самостојно или ќе ја продолжите оваа коалиција како вреди? Како мислите самостојно? На престојните избори ќе настапите Што мислите по самостојно? Самостојно говорам како одвоени партии или како коалиција вреди? Не, ние настапивме значи заедно како вреди и на парламентарни избори и во влада сме како вреди, како влен и нема никаква дилема дека и на локалните избори ќе настапиме како влен. Нормално работиме тоа да се прошири. Можеби се некои веќе испаѓаат од Европскиот фронт, се распаѓа Европскиот фонд, можеби некој дел од тие ќе бидат во коалиција со влен, може и некој турска партија, но рано мислам за тоа, но влен, значи нема никаква дилема. Дилемата е дали до тогаш влен ќе се истопи во едно или ќе биде само чадор на овие 4-5 субјекти, но по секоја цена, значи влен ќе настапи заедно на наредните локални избори. Можни ли се предвремени парламентарни избори идната година заедно со локални, рецепт кој многу често го применуваше екс-премиерот Никола Груевски? Мислам дека нема потреба. Ова мнозинство или ова влада е поддржана од 78 пратеници, може и нешто повеќе, некој повеќе. Значи тоа оди до двотретинско и секој што посакува повеќе од това, мислам, е непотребно и нелогично. Задоволни сте од функционирањето вреди ВМРО ДПМН? Знам, или во текот на разговорот забележав дека имате одредени
резерви кон коалицијата, односно третиот коалиционен партнер? Ние Знам. немаме. Значи, они ако имаат, нека го кажат тоа, или посакуваат некој друг партнер, може би посакуваат со други да имаат коалиција. Но тоа е нивно право, нивно размислување, ние немаме проблем, значи внатре во владата функционираме коректно, се разговара, се преговара, се наоѓаат решенија, има демократски капацитет и мислам дека е стабилна влада која што може да работи во интерес на граѓаните. Господин Меджити, бевте во Обединетите нации со претседателката Сијановски, со министерот за надворешни работи Муцунски. Каква порака сакавте да испратите од Њујорк со фотографијата на која вие стоите, односно стоите пред знамето на Албанија? Таму имаше 50 знамења, не беше само албанското. Значи, од една страна меѓу тие 50 или повеќе знамења албанското, од другата страна е државното македонско знаме. Значи, имаше слики од едното и од другата страна, што некој што сака тоа да го прикаже или види така, тоа е негов проблем. И јас сум значи, представник на владата на Република Македонија, да се слика пред државното знаме, но воедно јас сум албанец, значи тоа ние не го кријаме и во нашиот устав на Република Северна Македонија стои дека сме дел од албанскиот народ. Албанското знаме поблиску го чувствувате, поблизу? Секоја има своја тежина. Едното е држано, другото е иначе тоа албанско знаме не е само на државата Албанија, тука е на сите албанци широм свет. Вие имате нова држава Косово, имаат собствено знаме, државно знаме, но при свадби, погреби или друго, значи секој се идентификува со албанското знаме кој што има историја од времето на Скендербег, многу датира повеќе и сакам да потенцирам дека тоа значи тоа се аргументи дека тоа не е државно знаме на Албанија, туку тоа е знаме на албанците широм светот. Дали е во Њујорк, дали е во Истанбул, дали е во Македонија, Грција, сите имаат државни знамења, ги испочитуваат тоа и нема лошо во тоа, но како албанци се идентификуваат со тоа знаме од времето на Скандербег. Дали тоа значи дека се уште е жива идејата која во еден период се зборуваше, идејата за голема Албанија? Не, но ние не може да одречеме значи дека сме албанци. Ако се одрекуваме од Скендербег, од албанското знаме, од тие вредности, тогаш ние треба во тој случај не сме албанци. Значи, валјда тоа не го очекува никој. Или пак, како што не пречи, и другите заедници, значи помали заедници, го почитуваат македонското државното знаме, но воедно имаат, ако е србин, и српското, ако е турчин, и турското. Но зошто тогаш не гледаме проблем, значи, кај нив, туку само кај албанци. Значи, ова не е ништо нелогично. Ја тврдам дека сум дел од ова влада, жител на Република Македонија, ја представувам Македонија како министер, како заменик премиер, но не можам да одрекам дека сум албанец. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам и на вас. Следевте интервју со Изет Меджити, вице-премиер. Кратка пауза за реклами и потоа продолжуваме со следниот соговорник за овој издание Трилинг. Следете не. Македонското образование последниве неколку години е во слободен пат. Ниту еден македонски универзитет, ниту година не се најде меѓу најдобрите 1000 високообразовани институции на Шангајската листа. На Шангајската листа се најдоа дел од универзитетите во регионот, како што е Белград, Загреб, Нови Сад. Во ово издание на Тринг соговорник ќе биде универзитетскиот професор, ректор на Универзитетот Американ Коледж, добар едукатор, евалуатор на состојбите во македонското образование, Маријан Бојаджиев. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Автор... Може ли една корекција? Рековте евалуатор на состојбите во македонското образование, за жал, не сум евалуатор во Македонија, сум во Америка, така да...
Тоа е малку специфично. У Македонија никој не е евалуатор, до сега немало евалуација. Правите едно ново истражување, кое за прв пат ќе биде објавено деновиве. Тоа е рангирање на наречено Academic Ranking of Balkan University. На почеток, како ја правите, го правите рангирањето на универзитетите? Според кој модел? Овака, со рангирање на универзитетите од која година беше она го пусна Груевски 2011 кога почна овие така наречено шангajско рангирање кога стана модерно, се дига овака голема галама и од време на време се отвараат некакви сомнителни или во најмала рака чудни рангирања како не знам Webometrics и некои други па искачаат па коментираат. Во светот има три големи. Шангај, популарниот, или Jiaotong University од Шангај, Институтот за педагогија, и другите две се базирани во Лондон, QS и Times Higher Education. Сите три имаат помалку или повеќе ист модел. А моделот е истражување, апсолутно број еден и тоа е најзначајно, со тоа што кај Шангај влијае бројот на нобеловци има посебно значење. Второто е настава, квалитетна настава, постигнување на цели на учење, Dublin Descriptor и така натаму. И третото е влијание на заедницата, колку имате патенти, колку ве ангажира индустријата како консултанти. Значи тоа се тие три се стандард. Покрај нив има многу други, десетина други, што ги имаме ние објавено во некој труд и ќе ги има на нашиот сајт на АРБУ, да речеме. АРБУ, Academic Ranking of Balkan University, се базира само на еден критериум, а тоа е цитираност. За жал немаме средства, немаме ресурси да ги опфатиме овие три. Меѓутоа земавме само цитираноста според само еден индикатор Google Scholar, што е многу транспарентен, што може да се реплицира и што во принцип даде многу слични резултати за балканските универзитети со овие три големи. Така да тоа е она што го правиме, тоа е еден проект што го работиме. Почнавме во време на COVID кога немаше многу баш што да се направи. Добивме кога беа некое финансирање од ФИТР, па знаете како за жал да таму работите на крај ништо не се заврши. И еве сега сме при крај ќе го лансираме и мислам дека ќе дадеме објективни критериуми за овие универзитети кои што ги нема на големите ранглисти. Зошто македонскиот образовен систем е во слободен пат? На што се должи тоа? Вие во анализата видите каде е македонското високо образование денес, но прашањето не е каде е, туку зошто ни е во слободен пат македонскиот образовен систем? Па затоа што никој не го вози да оди по нагорна линија. Так, македонското образование генерално е во слободен пат и во основно и средно, гледате што се случува со PISA рангирањата, а во високото образование едноставно Македонија нема стратегија. Ако дозволите една мала дигресија, кога се објави првиот Шангај и беа кинезите токму тука во Александар Палас, беше директорот на институтот, и имаше презентација зошто Македонија не е во топ 500 и зошто никогаш нема да биде. Буквално тоа беше овој насловот. И отприлика беше идејата дека во топ 500 се само овие 50 најголеми држави во светот според GDP, со исклучок на 2%, само 10 универзитети, што е точно вака статистичка грешка дозволена, кои што беа од Централна Европа, но и тие беа во топ 50 според GDP пер капита. Зборам за Етвош Лорант од Унгарија, со кој што ние имаме соработка, Чарлс универзитет од Прага, Загреб и Љубљана беа тогаш од поранешна СФРЈ, да речеме. Да биде проблемот поголем, истата година, 2 месеци подоцна, Белград влезе во топ 500. Србија е по GDP ранг негде 91-92, скоро исто како нас во светски размери, значи нешто прават подобро од нас. Да биде билјето уште поголемо, од тогаш до сега има 4 српски универзитети во топ 1000, 4 хрватски во топ 1000, 3 словенечки, македонски, што би рекле пријателите во Италија, 0, 0. Професор Бојаджиев, каде е дефектот во тоа што ние со секоја промена на гарнитурата најавуваме реформи во македонскиот образовен систем? Па искрен да бидам, дури и не знам дали најавува, дека образованието никој не го исапи за озбилна приказна. Ако дозволите, кога се носеше сегашниот закон за високо образование 2018, во собрание имаше на такава на парламентарна комисија за образование, кај што вака јавно каже, видете, ВМРО, СДС, ДУИ, вреди кои год беа тогаш партии, сето тоа е ирелевантна приказна. Ако сите што сме собрани во оваа сала немаме идеја како во следниве 10 години да имаме еден универзитет рангиран високо, не сме направиле ништо.
И ништо не е направено. Состојбата уште полоша, последниве 7 години. Зошто? Па едноставно нема стратегија, видете кои беа министри за образование во минатото. Се формираа никакви тела да биде билјата поголема. Македонија дури отиде во целосна некоја автономија на образованието. Министерството дури ниту има некаква ингеренција освен финансирањето. Се направи национален совет кој што има треба да има две основни точки, тоа е стратегија за развој на високо образование и второ модел на финансирање. А кај нас националниот совет наместо да се бави со тие две, се бавеше со креирање на никакви подзаконски акти, создаваше хаос, па ги поништуваше, па ги враќаше назад, па ги публикуваше на лекторирани. Така едноставно никој не се бави со каде треба да биде високото образование од денес. Се штанцаат дипломи во државата, се унапредуваат кадри без да се исполнуваат условите и се наметнува прашањето дали треба да се направи ревизија околу тоа на кој се добиваат дипломи, магистарски трудови, докторски титули. Дали воопшто имаме потреба од толкав број на универзитети и факултети или треба да се направи и мала ревизија? Ревизијата може да искористиме друг збор што треба да се прави, а никој не го прави, се вика евалуација. На почетокот тоа го реков дека не сум евалуатор во Македонија. Одговорно тврдам, од високото образование сум од 2002 година, во Македонија не е направена ниту една евалуација на ниту еден универзитет, факултет, институт. Точка. Што да збориме друго? И тоа е све некакви банални работи, некој лартпурларатизам, се штанцаат некакви образци, одбор за акредитација, дали имате 5 тоалети, 4, дали имате графоскопи, никој не гледа суштината. Цели научење, што научиле децата? Што научиле кога ќе излезат од процесот? Дали индустријата ги признава? Што прави универзитетот, дали има стратегија за кадри? Мислам, тоа се некои елементи на стратегијата кои што мора да ги имате, што се да бидам искрени помалку или повеќе стандардни во сите тела за акредитација спакувани во различна форма. И ЕКВИС, ФМД, и ACBSP, каде што сум јас евалуатор, Европска унија на универзитети, например. Во Македонија има можеби 5-6 професори што се меѓународни евалуатори, никој не ги вика да направат ништо. А никој не спроведува никаква евалуација, така да зашто да биде системот подобар ако никој ништо не прави? И во последните анализи и истражувања на ПИСА укажуваат на фрапантен податок дека македонските ученици немаат знаење доволно. Функционално се неписмени. Што да кажеме повеќе? Сите завршуваат со петки. Што да кажеме повеќе? Кај нас дојде и сега све за платите, синдикатот ќе ги зголемиме платите, зошто ги зголемиме платите ако никој ништо не работи? Или не го работи тоа доволно добро? Сега вие водите емисијата, јас нешто друго работам, ако не работиме добро, ќе дојде некој ќе не смени, пазарот ќе не укине, така. Па овде тераме, ќе се задолжиме, зима државата од нашите деца. И тоа е тоа. Каде го гледате решението за подобрување на состојбите во образовниот систем? Па добро, неколку мерки, ја вака ги предлагам на форуми, да бидам искрен, многу јавно, транспарентно на сите форуми каде што сум член, ме канат и во Национален совет на некои дебати, на интеруниверзитетска конференција се разбира. Ајде да почнеме прво со улога на Национален совет или влада или некој лидерство, што може да направи, да кажеме еден пример на развиена земја која немаше добри резултати и направи фантастични промени што доведоа резултати, а тоа е Франција. Франција немаше ниту еден универзитет во топ 50. Знаете, сепак и овие Кларивейт и Скопус се у принцип англосаксонски ориентирани, така да е потешко за автори од други земји да влезат. Франција, кога виде дека нема во топ 50, ги ангажираше Джио Тонг за своји консултанти и они направија две федерации на универзитети. Едната се вика Paris and Clay, другата е Paris Science and Letters, нешто така, што сега се во топ 50. Зема едноставно еклектички пристип. Најдобрите од економија од универзитета, најдобрите од универзитет Б ги собраа на едно место и другото е за филозофија, едното е значи бизнис, инженерство и така натаму, второто е за хуманистички науки. И сега тие два универзитети се во топ 50. Значи ако имаме стратегија, нешто може да се направи. Примерот на Италија. Италија има така наречени центри на одличност, Centers of Excellency. Секој универзитет може да конкурира и некој департман, ако влезе во критериумите за одличност, ќе добие посебно финансирање, кое што оди на 3 дела: истражување, плати и технолошки развој. И онда имате делови од универзитети што прогресираат многу брзо и тоа е тој начин, на пример.
Што друго би можело да се направи? Ние имаме фантастична локализација на образованието. Како можеме да имаме добро образование? Милиони и пол луѓе. Тоа не постои у свет. Префрлете најмалце половина од образованието на англиски, отворете ги сите конкурси да бидат меѓународни, ќе имате многу поголема конкуренција, ќе имате свежина во научен кадар, ќе имате свежина во професура. Како може Сингапур и Холандија да им виде високо образование на англиски, а ние ќе предаваме тука на па уште ќе се тепаме македонски, албански, турски, сега ние да бареме власите на влашки настава. Мислам, тоа се такви некои локални варијанти што едноставно немаат функционалност во приказната, значи број еден стратегија, каде одиме, како ќе дојдеме до таму и може многу брзо и многу лесно да се насочат во таа насока. Кога сме во делот на квалитет наспроти квантитет, не ми одговоривте на прашањето околу хиперпродукцијата на универзитети и факултети во државата. Во оваа студија беше министерката за образование Јаневска, која не исклучи можноста дека дел од универзитетите можеби и треба и да згаснат. Па добро, ја исто тоа го велам. Ја не да не одговори, само реков треба да биде попадна евалуација. Инаку нема друг механизам, да бидеме искрени, министер од владата немаат баш механизам да идат некого да затворат. Може да направат ако некој направи прекршок законски со преку државна просветен инспекторат. Иначе одборот за акредитација дава и зема акредитација, тоа е тоа. Ако може да неколку бројки што произлега од АРБУ, чисто да знаеме колку е ситуацијата у Македонија лоша. Или колку е ниска продукцијата, како да кажем. Еве еден пример. Вкупниот број на цитати. Загреб, Универзитет Загреб 4 милиони и 200 илјади. Белград 2 милиони. Љубљана 1 840, Македонија 340 илјади. Само оваа бројка да видиме, никој може да се запреша зошто постојат, не знам како да ја финансираме науката, на пример, што е основа да одиме напред. Не е тоа 10% да се подобри од нас? 7-10 пати. Ама тие ги влечат сите останати понатаму. Во СФРЈ Кирил и Методи, јас да не видам погрешно разбран, значи не говорам ниту за еден универзитет и имам, како да се вика, некоја морално право да го говорам ова, бидејќи нашиот универзитет како релативно мал успеа да биде најдобар барем во една област, а тоа е економија и бизнис, веќе 7 години поред сме рангирани број 1. Но Кирил и Методи треба да биде наш предвестник. Ако тој има аутпут, колку е 6 пати помало од Љубљана на изброј на население. Што да правиме мовите? Сега да биде билјата поголема. Кој публикува у Македонија? Ако ги видите првите тројца истражувачи, Кедев, Коцарев и Марија Вавлукис од медицина, која што не е член на МАНУ веќе година, имаат 75.000 цитати. Сите следните 10 имаат заедно 75.000. Значи оваа група има 170.000 цитати. Сега тие 10 имаат повеќе од сите други у Македонија заедно. Па ние имаме по оваа ваша анализа и истражување само 20 членови на МАНУ кои што имаат објавено цитати. Само 20 членови на Македонската академија на науки и уметности. Добро, можеби малку повеќе со тоа што во МАНУ има 20 или тројца, мислам и доктор Живко Попов се јавува во таа област во медицина. Тоа е друга тема за МАНУ, ќе ја говориме како може да се евентуално преструктурира да биде подобро, се разбира не на овој начин со национални академии, него како може да биде поефикасна за да обави својата суштинска цела, тоа да го повлече квалитетот на истражувањето да оди напред. Инаку вако се вртиме во место. Какви се видите, по овие критериуми ги земете овие цитати, кој каде публикувал? Ние не сме влегле во втората фаза да речеме каде е публикувано, колку се у Q1 на квартал 1. Вас ви треба 3 години за еден членок. Ние сега бевме членови на една 3 колеги од American College на една студија за национална култура во словенските земји. 3 години ни треба дека го објавивме у Q1 часопис. Значи тоа не е лесна работа, но треба да се работи да бидеме насочени и работите ќе почнат да даваат резултати. Иначе со овие бројки. Зошто заостанува македонското високо образование во научниот опус? Па сега да ги прашате професорите ќе речат немаме пари. Што доскоро беше точно. И е веројатно точно на индивидуално ниво. Всушност да бидеме попрецизни, да прашате било кој во Македонија за било што ќе рече, немаме буџет, немаме, да прашате у културата, во сообраќајот, секој ви рече немаме пари.
И точно дека нема пари на индивидуално ниво. Ја не сум чул некој да има истражуваш, да има некој буџет. Од време на време ни дава образование некој, мислам 500 евра за труд со импакт фактор еднаш годишно, така ретроактивно. Ама каде ги трошиме ние парите? Каде завршуваат средствата? Па не, ние трошиме пари на ненормални глупости. Број еден. Ние сме единствена држава во светот што финансираме brain drain. Така почна во времето на Круевски, ќе ги плаќаме да идат на топ 100 универзитети и никој од нив не се врати. Зошто? Не знам кои се износите, ама тоа се 2-3 милиони евра годишно. Број 2. Зошто финансираме, тоа ми е стара болка, Шефилд, сега така наречен Њујорк. Секоја година праќаме по 200.000 евра, што се го кршиме законот за заштита на конкуренција. Никој не знае зошто. Вака да прашаме некого, зошто тоа се прави. Веќе дојдовме до колку 2 милиони 400.000 евра. Број 3. Некои факултети очигледно функционално веќе не може да обстојат во Македонија. Ви имате 6 запишани на Шумарски, на ПМФ, не знам колку. Ние мораме да ги задржиме овие што се национални, од национално значење, македонски јазик, литература, па и албански јазик и литература ако сакате. Ама овие другите поевтино евро. Како можеме да имаме ние 3 ветеринарни факултети и 4 медицински? Па тоа не постои во свет. У СФР имавме една медицина и ниту еден ветеринарен. Сега одеднаш ние сме толку талентирани. Тоа е апсолутно неекономично. Така да го ќе ги земете таквите празни одови што се вуваат на многу места, сигурен сум дека може да се создаде буџет за квалитет, но најбитно е мајндсетот да се смени. Не можеме без квалитетен одбор за акредитација и евалуација, без квалитетна политика да одиме напред. Невозможно. Каква образовна политика е потребна? Па добро, ова го реков пред малку. Мораме да имаме стратегија каде сакаме да бидеме. Ние таква стратегија, значи од последните 22 години никој ништо. Зошто немаме добра стратегија? Немаме визија, немаме концепт. Па мислам дека нема визија до сега. Образованието ни го водат луѓе кои немаат допирна точка со тоа или пред се доминира политиката. Па веројатно Па добро да даде Господ да доминира политика ако има визија и ако нешто од ова спроведе. Нема ништо против, мислам. А најдобро треба да се копираат добрите модели. Ние се за све измислуваме топла вода. Копирајте Унгарија, сите збориме 500 милиони евра кредити од кредит. Унгарија има најдобар одбор за акредитација и евалуација меѓу првите 4 во Европа. Заборете техничка помош, нека дојде нека не научат нешто како се прави. Знаете каде е Косово према нас? Светлосни години напред. Косово е сега светлосни години пред нас. Отворена тврдо. Има цело време донации од Австрија, австријци го воде одборот, ги научија луѓето и тоа се функционира сега. Како вие ги доживувате одредени истражувања дека повеќе од 20% од младите по завршување на факултетот перспективата ја бараат надвор од границите на државата? Па добро, и повеќе негде прочитав вчера дури и 40 дека оди, па лошо во секој случај ако немаме ние функционална држава, ако не можат функционално да се вработат, има загадување, има врски при вработување, зашто некој би сакал да остане тука? Отворена е Европа е многу поотворена сега за асимилирање, за вмукување на млади луѓе од Балканот отколку порано, реално. Додав еден податок дека македонски студенти кои биле финансирани од државата, од владата, заминале да се едуцираат надвор, а денеска никој во владата нема податок кој од нив се вратил и колку од нив останале надвор. Па тоа го реков пред малку кога зборевме, значи мислам дека околу 2 милиони евра беа најинтензивната година дадени за деца да одат да студираат, никој не знае кај се, 90% очигледно не се врати, а и да се вратиле не се во образовниот систем. На крај обратно да ја поставиме работата. Да престанеме да бираме асистенти, да ukidеме докторски студии, пратете ги младите на докторски студии во светски универзитети, па кога ќе се ќе бидат професори, една радикална мерка што може би ќе даде подобри резултати. Како да ги вратиме тие што заминале? Па не знам, тие нели потпишуваа некои договори, имаше некои приказни, ама ако треба да им се понуди место вајде во Македонија, навистина не ги знам точно како функционира, меѓутоа тоа е еден дел од проблемот, да. На крајот само еден момент ова го говориме за млади што сакаат да заминат надвор од државата. За жал млади заменуваат сега и на студирање, гледате кои се бројките во Словенија. Очигледно европските држави поблиски по култура, по јазик, па и по религија, ако сакате, им се поблиски нашите граѓани, полесно ги абсорбираат, така да многу држави имаат бесплатно студирање за македонци, и Словенија, и Германија, и тоа ќе биде тренд што ќе биде уште поинтензивен. Професор Бојаджиев, Шангајска листа писа истражувања. Решението е дали во намалување на
универзитетите и факултетите или подобрување на квалитетот во образованието? Па истото е. Ако го подобриме квалитетот, овие ќе испаднат од игра. Еве, на крајот на криштата нема ние што да измислуваме топла вода. Еве, да ископираме што е направиле Србија и Хрватска. Никој не треба повеќе. Еве ги Србија, Хрватска и Унгарија, земете ги сите се на саат време лет од Скопје. Како може Србија, ја кажав пред малку, значи 2012 година влезе Белград, во меѓувреме влезе Ниш, Краговец, Нови Сад. Како може од Хрватска да влезе Осијак, Риека, Сплит? Или во топ 1000, или во топ 1000 според така наречено рангирање ГРАС само по една област. Ама значи негде очигледно имаат одлични резултати. Дајте да ги ископираме нив да видиме што направиле и ќе почнеме вајде да произведуваме квалитет. Квалитетот ќе ги исфрли овие што се неквалитетни. Тоа е истата приказна. На сила не може тоа, сега дојаме ќе ве затвориме, освен ако има тешки прекршоци, тоа се криминални дејанија. Мислам, тоа секогаш може да се направи со институции на системот, меѓутоа со образование, со овие институционални мерки, сепак стремиме кон Европска унија, се надеваме дека многу брзо ќе се приближиме, тоа е патот. Се сомневате во намерата дека може да дојде до затворање на некои од универзитетите и факултетите? Па, кој е затворен до сега? Дали тоа значи дека и понатаму ќе се продолжи со политиката на давање на дипломи, магистарски трудови, подготовка на докторски? Па не, видете, добро, сега не е до толку, мислам, ова ако импликацијата во смисол дека сите магистратури и докторати се, да речеме, бофл роба, не е до толку. Сепак докторски студии во Македонија имаат само 5 или 6 универзитети. Бројот на ментори ограничен. Така да тука сме прилично, да речеме, е затворена приказната. Повеќе говорам за, мислам, повеќе затворено во смисол дека сепак се генерира некој квалитет. Или бар се одржува. Повеќе говорам за високото образование, генерално невозможно е да имате вие студент и на крајот на процесот некој да не процесни што тој студент научил или дали ги постигнал целите за кои што дошол тука. Значи, уште еднаш одговорно тврдам, у Македонија никој никогаш нема направена евалуација на ниту една образовна установа. Што сакаме повеќе од тоа? Не треба да одиме, ја ги кажав Белград, Загреб, Будимпешта, не треба да одиме дури и таму. Видете ги другите тела, у Македонија има одбор за акредитација, институт за акредитација на квалитет, например, на според ИСО стандарди на лаборатории и така натаму, што работат одлично. Има, како се вика, едно тело за акредитација на здравствени установи, што има некаков принцип, има... Видете, не може да имате реакредитација без евалуација. Тоа е најпростиот, кондитио sine qua non. Како може за 5 година некому да му давам право повторно да учи деца, а некој да не види што правил. Кај нас реакредитацијата 100 метри квадратни, 3 WC-а, 4 графоскопи, глупости. Ама тотални глупости, не знам како да кажам, може со технички работи да ги решавате суштинските. Суштински дали децата нешто научиле, дали има академска средина, дали учествувале во проекти, имате Erasmus Student Network, деца имаат сега неограничени можности за патување низ Европа и тоа ако не го искористиме стварно е гревот. Благодарам за издвоеното време. Во секој време. Маријан Бојаджиев, универзитетски професор, автор на ново рангирање под наслов Academic Ranking of Balkan University. Сибела Мамудовска, најдобра меѓу најелитните на Битолскиот универзитет, следена од кадровските сектори во неколку компании. Најпрво се вработила во една од банкарските филијали, но својата професионална кариера ја надоградува. Амбициозната ромка раскажува за нејзините предизвици, за македонското образование, за патот до успехот, трасиран во својот живот. Нејзините искажувања во наредните неколку минути. Неодамна бев добитничка на наградата за најдобар студент на ниво на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола заради најдобар просек, што за мене навистина поттик и понатаму да продолжам да се надоградувам, така што сега сум на завршен стадиум на постдипломски студии на истоимениот универзитет,
што секако за да се стигне до тој успех за мене имаше бројни непроспиени ноќи и многу вложен труд за да секако се добие таа титула најдобар студент. За мене можам да кажам дека полесно го изодив тој пат за да најдам вработување, затоа што претходно бев 2 години практикант во Стопанска банка АД Скопје во филијалата во Битола. И сметам дека тоа беше олеснителна околност за мене за полесно да се вработам во истоимената банка, затоа што ги увидува моите компетенции за да го заменам, мислам да се вработам на работно место во истоимената банка. Секако инаку предизвиците се постојат, особено како припадник на ромската етничка заедница, доколку сакате да се вработите, секако постојат низа предрасуди и стереотипи, но секако јас не се соочив со таков проблем. Мене лично ми е сатисфакција да се надоградувам себе си и да продолжам со своето образование. И секако по моите додипломски студии продолжив со постдипломски студии на истоимениот универзитет, како што напоменав, на студиската програма банкарство. И во моментов сум на завршен стадиум. Пред да се запишам на економскиот факултет, работев на тоа да студирам на правен факултет во Германија. Па од тука се и моите познавања на германскиот јазик. Меѓутоа, во меѓувреме сватев дека повеќе ме привлекува економијата и можеби таа желба за понатаму да се работи со бројки и пресметки и бројна документација и администрација беа пресудни да го изберам економскиот факултет во Прилеп. Одлука за која што навистина во ниеден момент не жалам, затоа што искуството и соработката со професорите беа и се уште се безпрекорни, затоа топло го препорачувам економскиот факултет во Прилеп на сите идни студенти. Тоа што се надоградува во оваа држава и во текот на студиите имав поддршка од бројни организации и поединци, секако беа пресудни за да останам во оваа држава и да го дадам својот придонес. Едноставно сметам дека на некој начин чувствував и се уште чувствувам должност дека треба на некој начин да ја вратам на државата во која што се градев. Затоа што тука ми е се познато, тука се родив, израснав и сметам дека може и тука да се пронајдат можности, како што јас веќе пронајдов. Јас како личност сум постојано да сум во некоја конкуренција со самата себе си. Постојано сакам да се надоградувам, затоа што она што претходно сум го постигнала, сметам дека не е доволно и целам кон некои повисоки достигнувања. Да, предизвици постојат, особено кога сте припадник на некоја од помалите етнички заедници. Особено кога треба да се вработите, бидејќи јас сум се соочила со истото прашање, со истиот страв, што ако наместо на моите компетенции се фокусираат на тоа што сум припадничка на ромската етничка заедница и не го добијам она работно место за кое што сум се изборила, сум се потрудила да се надоградам и она работно место кое што го заслужувам, но сепак можам да кажам за среќа јас немав такво искуство и досега не сум се почувствувала дискриминирана, не сум ја почувствувала директно таа дискриминација на своја кожа. Во секој град има можности, не значи дека Прилеп е мало градче и не постојат можности, или пак Битола е помало градче од Скопје и не постојат можности да се најде вработување. Јас сум се потрудила и сум се вработила во банкарски сектор во Битола. Сепак сметам дека и во помалите градчиња постојат можности за да се најде работа и да се вработите. На крајот од ова издание на ТВ магазинот Трелинг. Во четвртокот на 23 октомври е одбележан денот на револуционерната борба во Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН со една порака и иницијатива. Ајде да се обединиме и заеднички да носиме одлуки за еднината, бидејќи другата тковина немаме. Можеби и ова е знак дека Мицковски сака да ја сподели одговорноста да се обезбеди политички консензус за важните одлуки што ќе мора да ги носи.
Премиерот со јавен повик до МАНУ и универзитетската заедница. На македонските прашања му се потребни многу енергија и визија, сеопфатен проект и стратегија за државата до 2050 година, повика Христијан Мицковски. Инаку во МАНУ и на универзитетите има најмалку 100 сериозно изработени стратегии за јазикот, името, демографскиот развој, рударството, енергетика. Но кој воопшто читал и применува? Дали воопшто премиерот заборавил или пак не знае дека сепак во државата се работат стратегии, но колку тие се применуваат во секојдневието и за перспективата и иднината на оваа држава. Следевте Трилинг, довидување до идниот петок во исто време.